Braća, komšiji, prijatelji. Денеска на Света недела, пак ќе ги спомнеме нашите комити од 903 година, кои го посеа семето на слободата, како честни и добри македонски синови. Сите тие се прославија во своето време и беа слава на својата доба. Некој од нив оставија име зад себе и за нив уште се пее. Да го спомниме само славниот војвода Ордан Пиперката, кој беше јунак на боиштето и страв за непријателот. Од него остана чекмеджето што одамна го оставаме на чување на најстариот во селото. А сега него, како најстар во селото, ќе го прими Леонида, во она време и самиот војвода. Честито! Благодарам, попче. Благодарам, пријатели. Немојте му украдат чекмеджето. Пушко Арџосана. Благодарам, пријатели. Благодарам. Небесен царе, зацврсти го благочестивиот наш народ, утврдија верата, измири ги народите, измири го светот, сочувај го добро овој свет храм. Благодарам. Порано починатите татковци наши и браќа наши во населбата на праведните настани ги. А нас примине со покаяние и исповед. Благодарам. Благодарам, пријатели. Свирете. Јас сум после тебе, Леонида. Ако го надживееш. Зарем јас пред него да отидем? А зошто да не, Перте? Зошто да не? Пушко Арџосана.
Će umre li? Ne. Ne može to i poveće. Gotov je. Znam ja s nošti sonuo. Imaš li rakija? Donesi. Popče, ostani ovde. Господ ве чул. Но сега му дойде крајот. Да знаеш само како беше во младоста. Чудесен. Еднаш кога го фати по терџијата Ифри Тага и не го уби, Леонида покрај ракија му раскажуваше за што се бори, се додека Ифри Тага не заспа мртов пијан под масата и така го остави. А после, кога се истрезни, Ифри Тага ја трина потерата по него. Ни до ден денешен не знам дали го гонеше за да го убие или пак да пијат ракија заедно. Но сега му дојде крајот. Ќе преживее тој. Ќе преживее. Господ тоа го сака. Ама нема билки. Ќе преживее. Но ќе остане неподвижен во нозете. Колку може да поживее вака? Јас чув дека Таквите некоја живеат долго. секојаш имаше среќа. Пушка раѓосана. Ајде, грешнику! Ей, Леонида, ме слушаш ли? Пролет дојде и пиленце по планина пее, зелени се и тревата, стива се белее. Ей, слива се белее. Доста спиеш, војводо! Разви го бајракот! Се сеќаваш и кога прв пат ја пеевме оваа песна? Не гонеше по терчијата Ифрит Тага, го викавме Ифрит уштето. Леонида, ти доаѓа будилникот. Апелистер уште црне како гарван, галичице по сестримо, сестра и Рано почнал. Ме фати на сон. галичице по сестримо, сестра и најверна. Ей, Сестра и најверна. Сестра и најверна. Леонида, лежиш, а со куршум не си погоден. Кој би рекол дека ѓубриш од болест? Кај си? Што се случува таму? Не слушаш ти заклетва извеана? Утре дојди порано. Го нема? Добар ден, Перте. Што правиш? Добар ден. Ги подготвувам бурината за ново вино. Ќе продаваш вино, а? Никогаш. Го правам за своја душа. Уште ли можеш да пиеш? Не сум јас како некои старци во мојот комшилот. Леонида, не слушаш ли? Што ти значи старец? Го изгубил слухот. Ајде, ајде, Машко. Ајде, Машко, ајде. Хајде, Маш, хајде. Добар ден, Леонида. Добар ден, луѓе.
Навистина ли не слушаш? А? Ма ако, го слушам, само ако, нека си изборува. Ако не слушаш, да ти го повикам доктора. Абре, ајде да го брзаме, ќе ни замени камион. Добро, жено. Кај сте пошле вие? А? Насуд. А, насуд. Ме тужи соседот Менде дека сум му го украл волот. А тој намерно го пуштил во мојата нива и себе уништи. Му дал нешто па беше како лут. Ама има да ја плати сета штета. Ами што? Нели ти реков бре да не пушиш? Добро де, добро, жено. Ајде, довидување. А за стомак? Најдобар е чај со нане. А не бре, не ме боли стомакот. Не. Ајде, брешко, ајде. Леонида, пак праќаш по доктори. А погледи на нас. Пушкар Ѓосан. Здраво, Пушко Ѓосана. Здраво, момче! Кај си пошол? А? Во кафеанчето Црешовото топче. Таму навраќа Катили Димко, оној што во наше време беше во Беаскуле, па избега. Секоја ноќ доаѓа таму на магаре. А, Ај здраво, чуваро на ордановато чекмеш. да пратам ли селени да те бараат по ендеците, а? Да пратам ли? Ме слушаш ли, момче? А? Идам. Јаница, мрд ми бре пукнал да не пукнеш. Никомо ме сен Ѓозеф. Дојди. Добра вечер. Добро вечер, Леонида. Добро вечер. Сакаш голтка? А, не. Го чекам Пертефа. А вие се враќате од суд. Аха, јас го тужам. Улови се. Ајде. Оди си дома. Ајде. Пијани. Судијата ги измири, а тие го продадоа волот и честеа секого од селото што ќе го сретнеа во градот. Ајде. Оди А дома. што би правеле друго со такво вол, што сака да не скара? Лека ноќ. Добра ноќ, Леонида. Лека ноќ. Ајде, комшија, признај дека си го украл. Не, комшија. Намерно го прати твојот вол да ми го изгази посаденото. Дај. Судијата рече дека може би отишол да ја бара твојата крава. Зарем судијата не знае подобро? Знае. Тогаш, ајде да пееме. Така те сакам, комшија. И тогаш во вечерината на летниот ден Ордар Пиперката после долга престрелка со потрџиите затворен
naučiti. Posle dolga prestrelka so poterđijite, zatvoren so četata si vo kućata na svoj od prijatelj, počna da frla niz prozorec od pernici i jorgani i poterđijite mislejki da kako mitite saka da izlezat puka voni. Ordan Piperkata se smeješe i ja frli niz prozorec od pečkata polna su zapaleni partali. Se napravi golem čad i poterđijite veruvajki da kako mitite vo kućata se zapalile prestana da pukat. Ordan Piperkata so četata od zadno to portiče begaš. Zdravo, noćna stražo. Zdravo, momče! Знаеш кого го сретнав? Улязи мага. Ukacam. Ukacam. Sakaše da dojde, da te poseti. Ama momčeto go odvede. Odedneš sakaše po dobrodoli. Te pozdravува i te pokanува na vizita. Ukacam ga. Ukacam ga. Leka noć, noćna stražo. Dobra noć, momče! Здраво, момче! Значи пак трчење по джадето. Некогаш и ти можеш да трчаш брзо кога и при тага те гонеш. Тоа беше време кога луѓето ги оставаа своите пријатели во незгода. Зборуваше дека можеш сам Јас чекам на местото 3 дена. да го заборавиме тоа. Ти почна прв. Долга историја е тоа. Сега морам да ја одржувам својата снага. А судбината? А што ако ти е судено да умреш пред мене? А? Судбина. Оде. Браво, попче! Слушни ги зборовите Божји и покај се. Не завидувај му на ближниот свој и не посакувај ја неговата смрт. Оти, То зборуваш ти, бе, попче! Господ гледа се. Кога твојот комшија и пријател Леонида ќе го напушти овој свет, ти ќе останеш сам. Помисли на него пред да потемнее сонцето и месечината и звездите. Ќе дојде ден кога ќе ја затвориш уличната врата, ќе се намали шумот на млинот, кога ќе стигне пењето на птиците и ќе запрат звуците на песната. Кога патот по угорнината ќе ти биде тежок, а секој излегување тешкотија, а бадемите ќе цутат.
Помисли на него пред да се скине сребрената нишка. Слушай, попче, мисли ти на твојот грев. Каков грев? Господ се гледа, ама гледам и јас. Господе, залудни се зборовите мои. Пертев не излегува из отринава. Може би нема да излезе. А? Ке излезе. Не може да издржи да не ми се покаже. Не чека. Ама нема уште да излезем. Нека се прашува каде сме. Да не умрем. Кого знаеш? Би можела да отидеш да погледнеш. А не. Вака еднаш го чекав 3 дена. А тоа беше нешто друго. Ајде, Иска. Доставиш. Поаѓај. Еве го. Значи нема е ништо. Дај да јадам. Најпосле ти текна, ке се оладаше јадењето. Ова Пертев би го одиграл поинаку. Ова е Пертев. Јано, одбележи го тој куршум. Нему Господ ќе му одреди страшна казна. Зошто бре, попче? Грешник е тој. А? Господ гледа како тој ве предизвикува. Господ се гледа. Господ ништо не гледа. Попче, Леонида, зарем и ти хулиш? јас со татка ти Боро, лесна му земја, 50 години пиев и при тоа хулев на Бога. Но никогаш не се осудил да ми држи проповед. А небото е, фала Богу, широко. Има место и за Господа, и за мене, и за Пертев. Уште еден. Јано, уште еден. Попче, кај си? За момент ги упатив своите мисли на Господ. Симни ги тие твои грешни очи од неја. О, не. Јано, не бележи. Ова не е Пертев. Е него. А не. Не е тоа тој. Кога тој се враќа од лов, ја носи пушката како стап и го пушта загарот слободно. Не е тој. Сега би требало да се врати. Ако фрлал како во старите времења со 2 куршума, ќе погодил 2 пати. Е него.
Ene го. Види, не е лошо. Не е лошо. 2 зајака. Пенчев! Што е ова? Ќе се тркам со Петар и со Павле од соседното село. Ова заради мене ли го смисли? Осниваме друштво на стари гимнастичари. Ни треба само судија, па да ја започнеме својата прва трка. Клади се на мене. Ме погоди. Дај ми ја пушката. Каде бре сега? Што се случува овде, а? Оди и не распрашувај. Трка на стари гимнастичари. Ај, оди, не се разбираш. А ние? Оди. Пак насуд. Овој пат ќе го добие своето. Има да плати. Мајде побрзај кога ти велам. Ајде, ајде за Добро мене. да е. Јас ќе си одам. Побрзај, побрзај. И внимавај да не паднеш некаде. Кога ќе почнеме? Сега, сега, ќе видиш. Премни! Што е? Ништо. Баш ми е гајле. Браво, момче, браво! Што ви е вам? Што име ним? Зошто не дојде ноческа кај старата воденица? Те чека. Кога би го раздал сиот со овој имот, кога своето тело би го предал да изгори, кога би имал сила на вера, така што би можел ридови да преместувам, а љубов би немал, би бил ништо. Не ли ми веруваш? Значи ли ова попче дека ме сакаш за жена? Да! Ајде, 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 браво, момче, браво. Трчише како те гонеше мујазим. И пак почуваш, а? 3 дена те чекам, 3 дена. Рајде, бе. Ај, ај, ќе видиш ти со. Ајде, дај. Дајде, дај. Имаме ти и јас уште време. Изгубив. Јас му реков, Улови мажи. Не барбори. јас добив па го честев. Само не знам како. Нели ти реков? А? Не барбори кога ти велам. Го нема. Сигурно е во некој ендек.
А може би паднал во реката додека поминува преку мостот. Погледни дали доаѓа. Го нема. Го нема. Ajde, izleguj. Kako što se dogovorili. Ajde. Ajde, Penja. Svirajte, svirajte. Ajde. Што е сега ова? А? Ništo ne se gleda. Брзо! 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 Тоа е Пертев. Како во старите времиња. Во Битула 908 година. Аха. Уште ли не спиеш, пушко скршена? Старечка, не сониса ли те фатила, а? Мислев дека си умрел. Што? Јас да умрел? Умрел. Муља си мага седел на брегот по дрвета и таму умрел. Дувал ветрец. А беше полкацом. Полкацом. Стивнете, ќе го разбудите селото. Нека се разбудат. Ајде! Ајде! Ајде. Знам ја што зборуваат тие. Сум шетал ноќе по селските сокаци, сум тропал покао дрмата, а бабите мислат дека сум вампир. Зборуваат
Сум јавал ноќе на магаре, а на самарот ми гори огин. Се ли е воред со тебе, момче? Што сакаш да кажеш со тоа? Ништо. Ништо. Игуменијата Пенелопа те поздравува. Некој рекол дека си пред смрт. Од два е разумен. И рекол дека ти уште долго ќе живееш. Фала ти, убаво си рекол. Лека ноќ, испукам фишек. Лека ноќ, тродневна изневеро. Колку звезди на небото, пушки ќе фрламе, и Киро Марие, те спина ќе ја градиме, никој да не знае. До гледање, Горо Дабова. Пролет дојде и пиленце во планина пее, зелени се и тревата, слива се белее. Зелени се и тревата, слива се белее. Еј, Леонида! Станувај! Станувај, војводо! Четата те вика. И доаѓа будилникот. Леонида! А Пелистер уште црнје како гарван. Галичице по сестримо, сестра и најверна. Галичице по сестримо, сестра и најверна. Леонида! Затруби боријата! Жив ли си? Жив си, само не се јавуваш. Леонида! Судбината. Безден ги спомнуваше оние 3 дена што ме чекал. Пушка Арѓосана. Не разбирате ли ви или не, а? Велеше, ми било судено да умрам пред него. Ајде, бре. Велеше, не можело да се избега од судбината. Судбината. Разбирате ли? Така ни било пишано. Што има тука? Чувте ли што рече попот, а? Чек, мешето сега ќе го чувам јас. Пушка Арѓосана. Судбината. Како правиме? Така ни е пишено. Што има тук? Здраво, Пертев. Честито. Здраво, живот, Цане. И тогаш, во вечерината на летниот ден, Ордан Пиперката, после долга преселка со потерџиите, затворен со четата во куќата на својот пријател, почна да фрла низ прозорец перници и јоргани и потерџиите, мислејќи дека комитите сакаат да излезат, пукаа во нив.
Пушкар Ѓосана. Готов си. Јас готов. Попче, речи му на овој пијаница да си оди. Dobro. Ajde. Zbogu, momče. Да си ја скршиш ногата. Попче, не сакам да се исповедувам, ама сакам нешто да ти кажам. Нешто што Леонида не го знаеше за оние 3 дена кога ме чекаше 905-та година. Дојди. И затоа си останал 3 дена, а? Зарем тоа не се проштева? Не. Тогаш прости ми.